На местото на старите бараки од студентскиот дом, Невена Георгиева Дуња, познат како медицинар, ќе се гради нов дом за студенти во современи услови, на површина од 1200 метри квадратни. Денеска дојдовме на ова место каде што наскоро во наредните месец, 2 до 3 ќе започне градбата на новиот студентски дом, на местото на овие стари, веќе затворени, напуштени бараки на поранешниот студентски дом медицинар. Овој студентски дом ќе има капацитет од меѓу 350 и 400 легла. Планирано е дека до 15 јануари ќе се објави тендер за градба, пошто ќе започне рушење на бараките. Владата донесе одлука и за уште 2 други студентски дома. Едниот е во Скопје, во близина на спортскиот центар Борис Трајковски. И таму, отприлика, капацитетот ќе биде помеѓу 400-500 или доколку има потреба и повеќе. Во моментот се започнати процедуралните работи за почеток на овој проект, односно за уцртување во детален урбанистички план и слично, што се однесува до медицинар, веќе е уцртан проектот во детален урбанистички план. Студентскиот дом на Универзитетот во Тетово ќе има околу 350 легла, а доколку се јави потреба, истиот може да има и до 500 легла. Исто така, во завршна фаза е и тендерот за целосно реновирање на блокот А во студентскиот дом Гоце Делчев, каде што комплетно е реновиран блокот Б, а објавен е и тендер за проект за реновирање на блоковите В и Г. Започнаа градбите на 2 факултети, на факултетот за физичка култура, кој што се наоѓа во очена состојба, во вакви како медицинар бараки, и на факултетот за Финки, за информатички технологии, кој што нема своји простори. Премиерот најави и дека од идната академска година во Скопје ќе почне да работи нов државен универзитет, Мајка Тереза, со настава на македонски, албански и англиски јазик.